Почитувани, продолжуваме со прашањата за Ковачевски и Зечевиќ за историјата, одговорноста и улогата на Зарко Милошевски во скандали и општествени потреси. Почитувани, Ковачевски и Зечевиќ мора да одговорат дали и каква улога имал Зарко Милошевски, новиот директор на АНАБА, пулен на Зечевиќ и Ковачевски, во скандалот со нелегалното присушување во 2015 година. УБК во 2015 година беше дел од МВР со полициски овластувања во состав на правосудна полиција да собира докази и гони сторители на кривични дела против државата, а Зарко Милошевски во 2015 година е началник на единицата за екстремизам, односно еден од началниците од тимот на тогашниот директор на УБК. Па Ковачевски и Зечевиќ мора да одговорат дали Зарко Милошевски, како началник во УБК, еден од тимот на директорот, дали знаел за нелегалното присушување. Ковачевски и Зечевиќ мора да одговорат имало ли пречекорување на законски дозволени рокови за следење на комуникациите од единицата на Зарко Милошевски. Ковачевски и Зечевиќ мора да одговорат дали Зарко Милошевски, нивниот пулен директор за АНАБА, дали тогаш постапувал и дали учествувал во нелегалното присушување. Дали можеби известил некого за тоа. Почитувани, Ковачевски и Зечевиќ повторно одмолчаа за што е награден Зарко Милошевски со директорското место во АНАБА и дали е тоа за државјанството на Онишченко. Одмолчаа и на прашањата за улогата на Зарко Милошевски на 9 мај 2015 година и дали е негова одговорноста за лошата проценка на УБК, каде што Зарко е началник на единицата за екстремизам. Молкот за овие прашања повторно фрла сенка и гради недоверба во безбедносниот систем и него го прави порозен. Македонија тоне од криза во криза заради партизација на клучните институции, криминалот и високата корупција. Ви благодарам.